Širi propaganda, narod je verovao u reči sa ekrana. Nije bilo mesta da se čuje druga strana, sve dok negde preko nije došlo do promene plana.
220.000 млади луѓе иселени од својата татковина, од кој еден од нив сум јас. Кога решив да се вратам во Македонија, тоа беше пред 2 години, на самиот почеток од проектот Вистината за Македонија. Сите ме прашуваа зошто го правиш тоа, а јас бев одлучен. Одлучен затоа што сакам сите млади да се вратиме тука во нашата татковина, затоа што ова е нашиот дом, затоа што сакаме да бидеме со нашите родители. И нема да престанам, и да ме заплашуваат, и да ме апсат. Јас сум петомајски хулиган. Оставка! Кој што донесе аболиција за 56 луѓе, па потоа кажа дека не може, нема уставна можност да ја повлече, па потоа ја повлече, ама само за еден дел од оние кои што беа помилувани. И затоа го повикуваме веднаш да ја повлече за сите 56 луѓе за кои што ја донесе. Тоа е првата работа, и втората веднаш да си поднесе оставка. Стигна и да отиде во Сараево да каже дека Исус ако дошол во Македонија ќе го убиле. Да каже дека ајварот бил наш и не сме го давале. Цела Европа и цел свет ни се смее за таквите глупости кои што ги тропа секојдневно. Не знам дали има и денеска некоја нова изјава. Веќе се можеме да очекуваме од него. Од друга страна, владата направи ршум од Македонија. 10 години зборуваат како нешто правеле во Република Македонија, како граделе, како остварувале, како имале 100 чекори, 200 чекори, преродби и така натаму. Што имаме денес од овие 10 години владење? Дали имаме нови патишта, инфраструктура? Дали имаме нови железници? Дали имаме нови енергетски објекти? Дали имаме задоволни земјоделци, сточари? Дали имаме задоволни граѓани кои што се смеат? Не, немаме ништо од тоа. Имаме само 600.000 луѓе иселени од Македонија, а тоа е преку 25% од населението, претежно млади луѓе кои што отидоа по белиот свет да бараат подобар живот. Дека и бабава да фрла појасак. Не можеш ти до тамо да фрлиш како Само да застане тука. Браво, браво. Сорака.